Што правиш, бе? Што правите, бе? Што правиш, бе, брат? Што правиш, бе? Сидев од работа! Што правите, бе, на човекот, бе? Што му правите на човекот, бе, брат? Ова е снимката на која се гледа како полицијата насилно на земја приведува младо момче. Од насобраните демонстранти се слушаат лелеци, притисоци и барање кон полицијата да го пушти момчето кој се бори за воздух. Не го стискај, што ти е на тебе? Не го стискај, бе! Не го стискај! Остај го, бе, брат, нека стане! Нека стане, бе! Еден од полицајците се одвои од кордонот и со пендрак од задгреб удри момче кое стоеше настрана. Амбулантното возило. Покрај полициската бруталност кон демонстрантите, епилогот од четвртиот ден од протестите е 11 повредени граѓани и 47 повредени полицајци, од кои двајца потешко. Министерот за внатрешни Оливер Спасовски денеска ги посети повредените. Беа на висината на задачата и тоа е нивната цел да го штитат мирот и безбедноста на секој еден наш граѓанин, секој еден кој што удрил на полицаец и на витален објект во државата, најстрого ќе биде санкциониран. Оливер Спасовски предупреди дека полицијата имало сознанија дека за вечерва се подготвуваат и молотови коктели. Ова го отвора прашањето зошто не се преземат превентивни мерки за да се спречат евентуалните инциденти. Дилемата дали власта намерно дозволува провокатори да ги ескалираат протестите ја подгрева и изјавата на премиерот Димитар Ковачевски кој уште од вчера утрото предупреди дека имал информации дека се подготвуваат насилства. Дилемата дали во народот се уфрлени и провокатори добива на тежина и од снимките на терен. На ова видео се гледа човек во качулка како ја провоцира полицијата, а кога кордонот ќе тргне целосно го игнорира и го заобиколува. Подоцна тој е дури и зад полицијата, која веќе почнува да се пресметува со толпата. Синоќешниот собир започна мирно, а групата од пред владата преку Министерството за надворешни се префрли пред собранието. Таму од илјадниците на собрани граѓани се одвои мала група од 40 на луѓе кои започнаа да ја провоцираат полицијата, да фрлаат јајца, шишиња и пиротехнички средства, пошто се нафрлија на оградата која за кратко време беше урната. По ова демонстрантите за кусо време беа разбиени.